Неодамно реагиравте на вашиот Facebook профил дека во моментов во рамките на Министерството за култура, односно сите објекти кои што спаѓаат во сферата на културата, се врши притисок и тоа, како што рекоте вие, предизборен. За каков притисок станува збор? Значи станува збор за притисок во неколку институции од културата засега во однос на потпишување на нови договори и решенија на вработените од културата кои што ќе бидат во согласност со новите измени од Законот за култура. Ние како синдикат, независен, значи синдикат на културата на Република Македонија, не го признаваме тој закон и ги одбиваме сите тие членови кои што се за дисциплинирање, казнување и сите мерки кои што се во Законот за култура заради лошото третирање на вработените во културата. Заради тоа ние не ги признаваме и имаме апел кон сите вработени во културата да се стопира во овој предизборен период потпишувањето на тие договори, бидејќи со тоа се укинуваат многу стекнати права со претходните решенија и договори на вработените во културата. За уметниците се предвидува да има значи договорите да се променат од неопределено на определено време, со тоа што се укинува веќе стекнатото право на уметниците да имаат статус на неопределено. И самиот закон за јавен сектор наведува дека исклучок се определените вработувања, определените решенија. На секои 3 години би имало реаудиции на музичарите, балетаните, актерите, во кои што ќе има комисии составени, замислете, од 5 луѓе, од кои 4 странци и 1 истакнат уметник од Македонија. Кој е тој што ќе го утврди критериумот на тој истакнат уметник на Република Македонија за да биде дел од тие испитни комисии за реаудиција на, да кажеме, музичарите? Тоа практично значи дека тие би можеле да го загубат своето место доколку бидат оценети со лоша оценка. Со 2 неположени реаудиции фактички уметниците го губат работното место и со тоа статусот на уметник се губи, како во оваа држава нема 20-50 оркестри како што е на Запад Германија. Тука имаме само 2 национални установи, например, за музичарите, каде што има Македонска опера и балет и Македонска филхармонија. Каде тие уметници кои што имале 15-20 години работен стаж ќе бидат згрижени? Дали има бек варијанта за социјалниот статус на сите тие вработени, а верувајте како што се поставени политичките прилики во Македонија, верувајте дека многу директори ќе ги злоупотребат своите службени одговорности и должности и можат буквално да бидат ставени на улица многу еминентни уметници, актери и така натаму.